Благодарам, председателке. Почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министр за финанси господа Ширет Јадези, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денес продолжуваме со дебата по предлогот за ребаланс на буџетот за 2017 година. Буџет кој по многу нешта е специфичен. Буџет кој е донесен од една претходна влада, предводена од ВМРО-ДПМН. Буџет кој што и кога се носеше, ние тогаш како опозиција реагиравме и дебатиравме дека е предимензиониран, предизборно е напумпан, со високи ставки, со нереални приходи и високо проектирани расходи. Целта беше јасна. Тогаш пред избори, сега опозиционата ВМРО-ДПМН да направи свој маркетинг пред гласачите, да ги придобие симпатиите, за да може полесно да излезе на изборите во декември месец. Пробавме, ние пратениците од СДСМ коалицијата, да ги убедиме тогаш нашите колеги и тогашните представници од Министерството за финанси, дека овој буџет да го видоизменат преку поднесување на амандмани, кои што беа реални потреби на граѓаните, меѓутоа се немаше ниту слух, ниту внимание од страна на тогашната власт. Меѓутоа, еве дојде сега и ребаланс на буџетот од оваа влада, новата реформска влада предводена од СДСМ. На почетокот исто така морам да го пофалам и министерот за финанси Тердовски и неговиот тим од Министерството за финанси, кој што за многу краток рок по превземањето на власта, односно на Министерството на почетокот на јуни, веднаш се запатија да се изготви еден квалитетен ребаланс на буџетот, а се со цел да се пренамена средствата, оние непотребните, непродуктивните, на страната на расходи, онаму каде што се потребни, а се со цел да биде нормално функционирање на државата. Зошто е потребен ребаланс? Буџетот, како што се донесе, предимензиониран, секако не ги представува реалните потреби на граѓаните, односно се она што е неопходно со нашите средства на даночните на даночниците да се реализира овој буџет. Ова не е нов буџет. Овој буџет со овој ребаланс се прилагодуваат средствата со цел да се заврши оваа фискална година, која што морам да признам дека и сегашното извршување исто така е специфично, затоа што првите 5 месеци ги предводеше владата на сега опозицијската ВМРО-ДПМН, а од 1 јуни е новата реформска влада предводена од СДСМ. За сега до овозможи нормално функционирање на државата, слушнавме од министерот, има потреба и за обврски кои што ги има долгови одредени министерства, потенцирани беа Министерството за внатрешни работи, кој што има долгови од 424 милиони денари, и Министерството за култура, кој има фантастични 2,4 милиарди денари обврски кон изведувачи или добавувачи. Меѓутоа, главна карактеристика на овој ребаланс е кратењето на парите за луксус, за реклами, за кампањи, за непродуктивни трошоци, а истовремено насочвање на парите кон граѓаните на Република Македонија, со тоа што ќе се зголеми минималната плата, ќе се зголемат социјалните трансфери, ќе се укини радиодифузната такса, ќе се поддржат приватниот сектор и останатите предпријатија. Кога одиме кај кратењата, ќе започнеме со тоа што за прв пат во еден буџет или ребаланс на буџет, премиерот и неговиот тим скратија најмногу кај себе. На својот буџет се кратат 420 милиони денари за потребите на буџетот на владата на Република Македонија и премиерот. Ова е прв пример, меѓутоа нема да биде единствен, затоа што и при донесењето на следните буџети, оваа реформска влада ќе има во предвид да има се помалку непродуктивни трошоци кон владата. Исто така и службата за општи заеднички работи има намалување на 400 милиони денари непродуктивни трошоци кои што ги направила како договори претходната влада на ВМРО-ДПМН. Да подсетиме, повеќе нема да се купуваат лед монитори од 1 милион евро.
Рекламите се скратени за цели 500 милиони денари. Посебно рекламата на CNN, скапа реклама, која што предизвика внимание кај домашната и кај светската јавност. Средствата за капитални инвестиции се скратени, реално скратени, затоа што истите во буџетот за 2017 година беа предимензионирани. Го напомена тоа и министерот, меѓутоа за јавноста морам да потенцирам дека во првата половина на оваа година, кога извршувањето го имаше претходната влада, имаме реализација само на 8,2 милиарди денари од капиталните инвестиции, од проектираните 27. Тоа е многу мал процент, со цел да се направат овие трошоци пореални. Капиталните инвестиции со овој ребаланс од речиси 27 милиарди се намалуваат на 23. За споредба, секогаш пред избори или во изборна година, капиталните инвестиции владата на ВМРО-ДПМН ги предимензионирала до фантастични во 2009 година 29 милиарди денари, во 2011 во буџетот за 2012 27 милиарди денари. Меѓутоа, кога ќе прегледате оваа табела, колешке Томова, оваа табела, ќе се отворите интернет, ја има. На оваа табела ги има сите буџетски капитални инвестиции од 2006 година па до 2017. Ке видите дека предимenzионираните, кога се носи буџетот за да се направи реклама кај граѓаните, на крајот со ребалансот, а посебно со завршната сметка, имате реализација од 47%, 67% или 70%. Ова не е реално. Токму за ова говореше министерот за финанси Тердовски, сегашниот ребаланс ги намалува капиталните инвестиции во некоја нормала од 23 милиарди денари. Во однос на кратењата, исто така предизвика внимание кратењето кај Министерството за образование. Тука намалувањето на средствата се за 1,2 милиарди денари. Меѓутоа, исто така, кога ќе прегледаме буџетите наназад во годините, ќе забележиме дека за ова година Министерството за образование имаше предвидено 25 милиарди денари, со ребалансот се намалуваат на 23 милиарди 733 милиони денари. Меѓутоа, завршната сметка, еве последната, сега за која дискутиравме минатата недела, во буџетот за извршување на биланс на приходната страна, ќе забележите дека Министерството за образование завршило со многу ниска реализација и ова проектирање вакво какво што е биланс на расходи, Министерство за образование завршило во 2016 година со 21 милиарда и 690 милиони денари. Иако кажувате дека 2016 беше специфична година затоа што имаше избори, да се подсетиме и нас овде пратениците да имаме во предвид, меѓутоа и граѓаните, изборите беа во декември, значи последниот месец од годината. Меѓутоа исто така, и ова 2017 година е специфична, затоа што првите 5 месеци ги извршуваше една влада, претходната влада, предводена од опозицијската ВМРО-ДПМН, а сегашната влада, предводена од СДСМ коалицијата, започна од 1 јуни па навам. Значи, сметаме и го поддржуваме предлогот на Министерството за финанси, дека сега предвидените 23 милиарди 3 милиарди и 733 милиони денари се сосема доволно во овој ребаланс на буџет за 2017 година. Исто така, повелиме и за кратењето на Министерството за одбрана. Кажувавте на теза дека со кратењето во средства во Министерството за одбрана ќе се наруши безбедноста или сигурноста на граѓаните на Република Македонија. Сега да кажеме и аргументи зошто не е така. За ова година Министерството за одбрана имаше предвидени 6 милиарди 240 милиони денари. Со ребалансот се намалуваат на 5 милиарди 730 или се кратат 511 милиони денари.
ако со 5 милиарди и 700 милиони денари се загрозува безбедноста на граѓаните, дали не беше загрозена безбедноста на граѓаните во 2016 година, кога имаше буџет помало од сегашниот и тогаш изнесуваше 5 милиарди и 600 милиони денари. Со 5 милиарди и 600 милиони имавме безбедност, затоа што тогаш беше на власт ВМРО ДПМН, а со 5 милиарди и 700 со ребалансот сега нема да имаме безбедност. Не ви држат тезите, воопшто паѓаат во воду. На крајот ќе говорам и за другите бројки, оние што сакате вие многу да ги играте, а тоа се буџетскиот дефицит. Со ребалансот, буџетот се темели на проекција на раст од бруто домашниот производ од 2,2%. И тоа ни кажа министерот, сакаме да направиме како нова власт и го поддржуваме Министерството за финансии со оваа проекција да биде нормална, да не биде предимензионирана, затоа што вашите предимензионирани бројки во изминатите 11 години никогаш не ги имате реализирани. Ваквиот раст го предвидува и Народната банка со 2,5%, Светската банка со 2,8%, Европската комисија со 2,9%. И овде министерот и министерството и тимот негов може да каже дека ќе имаме 3%, и тоа кај јавност и кај медиумите да изгледа бомбастично, меѓутоа тимот на новата влада предвидува 2,2% економски раст. Во делот на буџетскиот дефицит е проектиран на 18,5 милиарди денари, и тоа е 2,9% од бруто домашниот производ и во рамките на мастришките критериуми. И тоа е реална основа и тука ќе се задржиме. Задолжувањата ќе бидат умерени за да се исплатат обврските од минатите години. Кажавме дека во изминатиот период од јуни до сега 4 пати министерството се задолжуваше и во тој период позајми 60 милиони евра. Меѓутоа истовремено и 4 пати се раздолжи со 115 милиони евра. Значи исплативме како нова власт, како ново министерство 55 милиони евра повеќе од што се задолжи. Притоа не заборавајќи дека кредитот кој што се врати во Deutsche Bank беше со камата од 6,6%, а сега новото задолжување од 25 милиони евра за отплата на тој кредит е со 2,2%. Тоа значи 3 пати, 300% пониска камата од она што вие ја земавте во изминатите години. На крајот, почитувани пратеници, почитувани граѓани, ова е буџет, ребаланс на буџет, кој што, така речи, ортачки го работиме со претходната влада. Она што остана во касата, она што остана во буџетот, со ребалансот сакаме да го направиме да се релоцираат средства за подобар и подостоинствен живот на граѓаните. Меѓутоа, сите ветувања кои што ги дадовме за изборите и сите ветувања кои што ги даде новата реформска влада ќе бидат исполнети во мандатот од 4 години. Немојте да очекувате резултати за 4 месеци. Она што сте го направиле вие како власт ВМРО ДПМН во 11 години, многу тешко да се оправи. Меѓутоа, ве уверувам и ние ви ветуваме како пратеници од владеачкото мнозинство, дека буџетот кој што ќе оправиме за 2018 година ќе биде на реални основи, реално димензиониран, реално според потребите на сите граѓани на Република Македонија, без разлика на партиска припадност, на верска, на етничка или било каква припадност. Ние сакаме подобар и подостоинствен живот за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.